Како ни тргна работата, патеписнава репортажа слободно можевме да ја крстиме и турниме мајко да кинисам. Под нискиот снег, замрзнало се до коска и наместо одморни да стасаме до Нова Брезница, на падините на Сува гора, па да продолжиме пеш угоре, денот речиси ни помина во туркање. Но и тоа е дел од едно вакво патешествие, особено ако се одбере на прв поглед погрешно време. Но погрешки нема. Навистина сме навикнале планините да ги прошетаме кога се ќе се расцути, ќе зазелени и ќе замириса. Но тие се убави и во својата суровост. Автомобилските коњски сили ги заменуваме со две магарешки и планината подноси. Половина час, час и половина, 2 часа по угорнините. Лево и десно видиците стануваат се пошироки и пошироки. Ви дошло ли до рака она убава изрека на влюбеникот во планината, прочуениот научник Дарвин, дека и премногу убаво чувството на силата и гордоста што се раѓа во човека од далечината на погледот од височините. Го запишал тоа во 1839 година. Пред него, кон крајот на 18 век, се организираат првите планинарско-алпинистички обеди да се освојат непристапните дотогаш врвови и да се прошират геолошките, географските и биолошките знаења за височините. Во 1786 година Жан-Жак Балиар и Мишел Пакар го освојуваат врвот Мон Блан, висок 4810 метри. 1795 година на Триглав се искачува словенечкиот песник Валентин Водник. Перо во 1811 година го освојува Казбек на Кавказ, висок 5043 метри, а потоа паѓа и Арарат, за во 1829 година една германско-руска научна експедиција да го освои Елбриус, висок 5629 метри. Чудни се овие неколку податоци што недвојбено потврдуваат дека темелите на планинарството ги удриле луѓе исклучиво од круговите на уметниците и научниците, и тоа во времето на Ренесансата. Едните така ги разбиваат заблудите за врвовите и нивните господари богови, а другите почнуваат да забораваат на сликањето библиски планини и се свртуваат кон сликањето на природата од природата. Нашата цел при ова напорно, но прекрасно одење е малку наопаку поставена. Одиме угоре за да слеземе удолу. Чудно, но кога ќе си има работа човек со членовите на спелеолошкото друштво Пеони од Скопје, тоа мора да биде неминовност. Овде некаде започнуваат да се договараат Сувагора и Караџица, како да им се придружат на Јакупица и на Даутица и да го заокружат овој величествен планински комплекс. Веќе е зад нас котлината што за време на Плиоценот ја зафаќало Поречкото езеро. Северно останува и реката Треска, излабена во Варовничките Карпи, забрефтана кон вливот во езерото Матка. А ние токму кај овчарските колиби без покрив, што некому му заличија на кабриолети. Ги има на секој чекор, исто како и огромните по димензија бунари, што треба да ги соберат снежните води и преку летото да ги напојат стадата. Сега мора да сме мощно внимателни, зашто од снегот на виснатите гранки
ги покриле отворите на пештерите и на пропастите, а тие се тука некаде. Чекор по чекор напред, лево-десно, и трагањето по нив станува мощне напнато. Ја бараме пропаста Габриулица. Еве ја. Снегот продолжува да си паѓа полека, но е чудно што при тоа е мощне студено. Малку огамче не е на одмет, а колбасите ќе попричекаат. Со празен стомак, освојувајќи ја пропаста, човек е барем полесен при паѓањето. Не ни е прв пат вакво другарување со спелеолозите, но секое ново е и ново искуство. Реквизити што ќе ни го направат освојувањето на подземниот простор побезбедно и прекуглава. Треба само да се проверат, да се распределат, да се врзат сигурносните јажиња, да се запалат карбитните лампи, да се постават металните скалички и така се со ред. Може би ќе прашате има ли вознемиреност, трема пред влегувањето, односно спуштањето во неизвестност. Има нешто, но не вознемиреност, не трема, не страх, туку сето тоа толку измешано, па не може и да се дефинира што е. Во секој случај, надвладува желбата да се дзирне во темнината што спелеолозите ја откриле и освоиле пред 15 години. А како ги откриваат? Се разбира, не со талкање по планините и долините. Со прашување до Стамбул, нели? Па слично и во оваа работа. Од селанец до селанец, од овчар до овчар, од муабет до муабет, и веќе е надмината бројката од 200. За сите нив се направени скици, се што е позначено е фотографирано и така е создаден еден спелеолошки фонд за почит. Полека. Не би još ogromna ruka da staviš. Radi ova.
За жал се случуваат и вакви работи. Тоа е дел од неизвестностите што демнат до повторното искачување. Признаваме, ни беше повеќе од возбудливо. Оджакот на пропаста полека се отвора во облик на чизма. Првата вертикала е 13 метри, а вкупната длабочина е скоро 29 метри. Пропастите најчесто се далеку понедарежливи со украси од пештерите, но Габриулица прави исклучок. Бидејќи пропаста е се уште жива, треба и натаму да се очекува збогатување со поликристали, фосилни украси, хелактити и хелагмити. Vidite, hvala i elegancije imam, ne? Sve sam da provedemo drugicu. Vidiš li? Opa. Ovdje htio se, ova stanicu treba smeniti. Možda vam postane dobro.
A da stvarno be, ono... Pa, evo. Ajde! Da juriš! Vraćanje tog u beli od svet je poteška rabota, особено za početnicima. A ako si ima, naravno, kamera i nekoliko akumulatori što teža 20 kilogrami, tako naši odsnimate lemiju, toga sve to izgleda bako. Dragan, to pa ušte reći za 2 dena, kako će za utra i Ima ušte jedno pakovanje. Nabrzo, kraj ognuti kolbasite, nova atmosfera. Vic po vic, kolbas po kolbas, i na čovjeka mu dođe da se napije malku ili poveke od crvenotovinca. Zamislite, se rešifme za vtorata varijanta. Na brgu ke se stemni. Šatorite i vrekite za spijenje se podgotveni. Utre ne čeka pat, konedna peštera po ime Svetla. Uš! Aj! Nokta mina mirno, sneg od prestana. Nekoliko mina lovci među nas tvrdeja deka divečot ke se krene od zasolništata i deka sigurno ke naletame na nešto. Od seto toa se obistini samo prognozata deka nokta divite životni na vistina si napravile ubavi prošetke. Na sekoj čekor kon mesnosta duri bunari, tragi od divi svinji, zajaci, volci, lisici. Naša ta puška ne pukna, no zato patem si iznajadovme šipinki. I nije, i magarinjata. Hoće prejdet granica za zakon kako gojka. Prima Srbije ko će. Odmor tok mu na jedno pojilo od duri bunari. Vela deka na ovoj poteg ima duri 40. Do Ceuta mi ostane ušte 15 na minut. Ova brojka postojano beše bo igra, koga nekoj ke prašaše ušte koliko ima za odenje. Vo prevod, to značaše ušte sa 2. No nestako koji ne pošao. Praveco da slednijot objekt nije istočen po Karadžici. Vreme to kako sredleto. Od vreme na vreme samo mali neprijatnosti pri probivanju to niz gusti od prnar i mladata dabova šuma.
Повторно истиот ритам. Кај влезот на објектот, неминовното пресоблекување, подготовки за новото влегување и неизбежниот оган. To je ceo sud. Dobro. Отворот на светлата пештера е со димензии 6 на 6 метри. Потоа доаѓа вертикала од 7-8 метри, откаде што пештерата преминува во една сала чиј правец на протегање е северозапад и југоисток. Тлото на салата се спушта под нагиб од 30 степени, во должина од 17-18 метри, и целата негова површина е покриена со камења што се одронувале од пештерскиот свод. Салата потоа продолжува уште 15 на метри со широчина од 8-9 во предниот до 3 метри при крајот. Додатни наслаги од Еден дел од салата е осветлен со дневна светлина и украсите на овие места ја изгубиле природната боја. Украсите што се групирани на десната страна се повеќе фосилни, тоест кај нив престанало долгогодишното создавање сиги, така да тие веќе се претвориле во фини и чисти поликристали. Освен овие фосилни украси и кристали, во пештерата постојат и такви чиј процес на создавање се уште не престанал. За жал, многу убави детали се уништени со фрлањето камења низ широките два отвора, но како и кому да објасниме дека тоа не треба да се прави? Само не знам дали фиксира на овие дека. Evo kaparac na uđeo. Da se si kačemo, gore ne smo se kačemo. Lomo vidjeli? Ќе светла убаво ќе се појави таму. Ама ако се помера светлото, ќе светло. Па вака го гледаме светла. Ама кај тебе, а кај камерата? Не, тие горе се. А од овде и од овде се гледа. Дека па после треба да Може од овдека, од оваа дупка тука да ги осветлиш и да се видат. Или од овде да ги сними. Или од тука фаќа. И оваа форма е може кристализира. Ете, видовме се што сакавме да видиме и бевме задоволни. И ние, и спелеолозите. Можеме да ги планираме другите, сигурно уште 20 на 30 убави подземни светови во Македонија.
Ова беше само уште една емисија од серијата на документарната програма на македонската телевизија Пештерите во Македонија.